Добро вечер, тредневник на К3. Македонија нуди врвно овче млеко. Количината на произведеното квалитетно овче млеко постојано расте. Перспективата на Македонија кон европските пазари треба да се насочи токму во производството на овче млеко, објаснуваат упатените. Во следните 5 години откупувачите и преработувачите треба да се насочат кон реалните инвестиции во овој сектор. Македонија може да стане лидер во производството на овче млеко, велат упатените. Количината на произведеното овче млеко постојано расте. Перспективата на Македонија кон европските пазари не е во кравјето млеко и неговите производи, иако и таму не е лоша стратегијата, но апсолутно е поголема за овчите и козите производи. Тука Македонија треба да ја гледа својата шанса за извоз на европските пазари. Значи, тука имаме огромен простор, огромна предност, квалитетот на нашите овчи производи е на едно повисоко ниво од европските и тука имаме огромен пазар каде што можеме да пласираме овчи производи. Во следните 5 години откупувачите и преработувачите треба да се насочат кон реалните инвестиции и реалните проекции. Една од најголемите откупувачи веќе има фарма за овци од шпанската раса Аса во Свети Николско, кои се чуваат и хранат шталски, се измузуваат машински и имаат специјално ниво на хигиена. Знаењето кое најголемиот откупувач веќе го платил, бесплатно го распределуваат на неговите кооперанти. Очекуваат и тие да си ја зголемат профитабилноста, но и да растат количините кои фирмата ги откупува. Нешто што е сигурно и што одиме со многу крупни чекори е овчето млеко. Планираме и друга фарма да градиме, со Здравје Радово добро соработуваме, така да лично со директорот на Здравје Радово се познавам и тој ми го пружи еден друг бизнис со овци, со овие работи. Според податоците на откупувачите, новите стратегии веќе даваат резултати. Новите видови овци даваат над 600 литри млеко годишно во однос на домашните, чие што производство е 10 пати помалку. Во Куманово веќе има заинтересирани фармери кои сакаат да го развијат бизнисот во оваа насока. Се појави минатата година една желба од фармерите при предавање на тие знаење на нашите фармери. Се појави нивна желба на укрстување на раси, односно овен, машко од Асав расата и женска овца од домашните раси, овче полка и така натаму. При тоа им дававме овни на фармерите кои беа заинтересирани и се разбира, они предпазливо влегуваат во тој проект. Од преработувачката индустрија вела дека несебично ќе го поделат знаењето и ќе понудат помош за укрстување на овците, за кои се очекува дека во првата година за 50% се зголемува производството, додека веќе во втората и третата за 100% се зголемува количината на произведеното млеко. 7.000 евра се наменети за реконструкција на училишниот двор на двете кумановски училишта Вук Караџич и Наим Фрашери. Проектот се спроведува преку фондацијата Градиме заеднички мостови, финансирано од Швајцарската амбасада, мисијата на ОПСЕ и Министерството за образование и наука. Од реконструкцијата на училишниот двор корист имаат 1500 ученици од двете училишта. Современ училишен двор ќе добијат кумановските основни училишта Наим Фрашери и Вук Караџич. Училишниот двор ќе го добијат преку проект кој финансиски е поддржан од фондацијата Градиме заеднички мостови, поддржан од Швајцарската амбасада, мисијата на ОПСЕ и Министерството за образование и наука. Вредноста на проектот кој опфаќа 2 дела е 7.000 евра. Станува збор за проект уредување на училишниот двор, со кој што аплициравме заедно со нашето соседно училиште Наим Фрашери како партнер училишта во фондацијата Градиме заеднички мостови. Во рамките на овој проект предвидуваме 2 дела. Едниот дел е градежен дел, кој што вклучува уредување на училишниот двор. Наскоро се очекува да се отпочне со поставување на спортските и реквизитите за мини забавниот парк, кои веќе се набавени. Ке се поставува и ограда, а ке се уредува и зеленилото во училишниот двор. Посадување на ново зеленило или обновување на зеленилото во училишниот двор. Опрема на училишниот двор со спортски реквизити за реализација на наставната програма по физичко здравствено и за слободно време на учениците. Поставување на мал забавен детски парк за малите дечиња од
прво до трето оделение. Преку проектот, ученици од различни етнички заедници учествуваат во различни активности, со кои се гради меѓусебната доверба и соработка. Со овој проект имамо предност дека нашите ученици се дружат заедно. Колективот ни е и од основно училиште на Инфрашери во Вук Караџич, квалитетен колектив што соработуваме со години, значи не е само овој проект прв што ние имамо соработка заедничко. Овие училишта и претходно имаат соработувано, бидејќи се наоѓаат непосредно една до друга. Во 2012 година двете училишта добија и заедничка спортска сала. Основното училиште Вук Караџич неделава со повеќе активности го одбележува патрониот празник и 70 години од постоењето. Инаку во двете училишта настава следат вкупно 1500 ученици, од кои 1300 во Наим Фрашери и 200 во Вук Караџич. Форумот на жени на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и локалниот клуб на Социјалдемократската младина од Крива Паланка во соработка со Општинската организација на Црвениот крст и службата за трансфузиона медицина денеска во своите простори спроведува крводарителска акција на која беа собрани околу 50 на крвни единици. Денеска од 11 до 16 часот во просториите на партискиот штаб на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Крива Паланка беше организирана доброволна крводарителска акција. Станува збор за една од редовните акции за собирање крв, кој 2 пати годишно ги организира Форумот на жени и локалниот клуб на млади од Крива Паланка во соработка со Општинскиот Црвен крст и Заводот за трансфузиона медицина. Оваа акција организираме 2 пати во годината во организација на Форумот на жени на СДСМ и организација на локален клуб на млади на СДСМ во склоп на Општинската организација на СДСМ Крива Паланка. Секогаш, значи кога имаме крводарителски акции се даваат 50 единици. Од секогаш е голем и може да се пофалам дека Крива Паланка правиме најдобри крводарителски акции со најголем број на единици, крвни единици. Единствена цел на ваквите хумани настани е да се обединат сите луѓе, без разлика на нивното политичко убедување или верска припадност и да се фокусираат на една заедничка цел во служба на заедницата. Ученици од Руската гимназија број 13 од Санкт Петербург се во посета на гимназијата Гоце Делчев во Куманово. На посетата се планирани низа активности и работниот дел ќе се посети и културно-историските знаменитости. Целта на ова збратимување е популаризација на рускиот јазик меѓу учениците, кој е доведен до маргините на опстојувањето. 14 члена делегација од збратименото училиште гимназија број 13 од Санкт Петербург е во посета на гимназијата Гоце Делчев. Целта на ова збратимување е популаризацијата на рускиот јазик меѓу учениците, кој е доведен до маргините на опстојувањето. Главната цел за збратимувањето меѓу овие две училишта е популаризацијата на рускиот јазик на нашите простори, која што за жал во последно време е доведена до маргините на опстојувањето, а во денешно време има огромна потреба од студенти со познавање на рускиот јазик. Директорката и раководителот на проектот се задоволни од гостопримството на нашиот народ и понатаму се во план да ја продолжат соработката и можностите на продолжување на образованието. Самые приятные, очень гостеприимные. Ние имаме многу пријатни впечатоци, многу е гостолюбив народот и поради тоа, значи овој проект ќе го продолжиме и во иднина и мислам дека и од македонската страна има огромен интерес за изучување на рускиот јазик. Они просто нравятся. И не само што сум по 4-ти пат туку секое доаѓање носи нови моменти и јас секогаш се зачудувам колку воспитани ученици има гимназијата Гоце Делчев, колку се пристојни, колку се добри ученици. Самите ученици се презадоволни од дружењето, вела дека македонските ученици многу се комуникативни и би сакале Македонија повторно да ја посетат и со нивните родители. Се уште не сме биле, само што допатувавме, ама се надеваме дека овој денови ќе одиме во Скопје. Им советувам на вашите ученици повеќе да се дружат со нас. Ние сме многу комуникативни, дружелюбиви. Јас забележувам дека на нив им е незгодно да комуницираат со нас. Во неформална атмосфера многу ми се допаѓа. Се здобив со многу македонски пријатели. Многу ми е интересно да се дружам со нив, да дознавам за нивен начин на живот. Сакам да ги посоветувам да бидат подисциплинирани на часот. Многу интересни работи може да се научат на часот.
Не секогаш може да се слушне зашто професорот зборува, бидејќи учениците не слушаат внимателно. Градот е прекрасен, природата е водушевувачка. Јас се надевам дека ќе дојдем пак во Македонија. Заедно со моите родители разговаравме заедно да ја посетиме некогаш Македонија. Јас мислам дека македонските ученици се многу комуникативни и нас тоа не радува. Соработката помеѓу овие две училишта трае од 2009 година и понатаму продолжува. Во очекување се наредната година во месец мај да заменат во Санкт Петербург. Околу 25 ученици од петто одделение од двете основни училишта во Крива Паланка беа дел од проектот Отворен ден со полицијата, во рамки на кој го посетија граничниот премин Деве Бајр. Посетата е по повод престојниот ден на полицијата 7 мај, а проектот е одобрен од Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи. Целта на одговорните е јакнење на превентивната улога на полицијата преку проактивен пристап. Во пресрет на 7 мај, денот на полицијата, ученици од пето одделение од основните училишта Илинден и Јоаким Крчовски, заедно со своите ментори го посетија граничниот премин Деве Бајр, каде се запознаа со работата на граничната полиција и опремата која се користи при тоа. Активноста е во рамки на проектот Отворен ден со полицијата, кој го реализира регионалниот центар Исток, а е одобрен од Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи. По повод денот на полицијата 7 мај е одржан една превентивна активност Отворен ден со полицијата, на која што зема учество пред се ученици од пето одделение, беше намената за категорија на ученици од пето одделение и беа офатени ученици од двете основни училишта во Крива Паланка. Целта е децата да се запознаат, значи со улогата на полицијата, проактивниот пристап на полицијата, пред се да не се гледа на полицијата како репресивен орган. Вработените на учениците им ги појаснија работните задачи кои секојдневно ги извршуваат, како и опремата со која располагаат, а наедно одговорија на сите нивни прашања од оваа област. Каде бевте денеска, како си поминавте, што дозна за работата на граничните полицајци? Денеска бевме на граничниот премин помеѓу Бугарија и Македонија. Ние дознавме за сејата работа на полицајците, како тие одат по терените и ги наоѓаат пасошите кои се фалсификатни. Тие мораат да ги пуштаат возилата само под 40 тона. Не смеат да пуштат премногу парични средства и не смеат да пуштат возила многу. Ние бевме на граничниот премин Деве Бајр. Имавме прилика да ги видиме службениците кои работат тука, возилата кои што одат на терен и како се поминува низ граничната полиција. На полицајците работата е тие да ги прегледуваат пасошите, да има премин, ама да биде ограничено. Ме најинтересно беше кога влеговме каде е за пасошите да ги прегледуваат, зелените карти на соседните држави. Своите искуства од посетата и новите знаења учениците ќе ги пренесат на своите соученици, родители, како и на пошироката заедница, со цел зајакнување на довербата меѓу полицијата како институција и граѓаните. Нашите ученици има прилика да директно се запознаат со се она со што располага полицијата овдека, да ги видат возилата, да видат местото, положбата каде се наоѓа. Им беше објаснето како се поминува граничниот премин, им беше објаснето за документацијата со која што може да се излезе од Македонија или да се влезе внатре, така да има прилика да разговараат директно со командирот на полицијата. Како дел од проектот, средби од ваков тип се организираат и во полициските станици на граничните премини во Делчево, Берово и Новосело. Во рамките на активностите за одбележување на 7 мај, денот на полицијата, секторот за внатрешни работи од Куманово организираше надпревар во шах. 31 представници од 8 екипи зеда учество на турнирот кој се одржа во просториите на општинската организација Црвен крст.
30 на љубители на шах денеска учествуваа на ревијален турнир, кој го организираше секторот за внатрешни работи од Куманово во рамките на 7 мај денот на полицијата. Представниците од 8 екипи велат дека вакви надпревари треба да има почесто, првенствено за дружење, но и за да се задржи традицијата за овој спорт. Посебно бидејќи се паметот што викаме кога кл се гледа у тоа шахот, знаењето. Представниците од Сдруженијето на пензионерите велат дека за играње шах, освен љубов кон спортот, треба и големо трпение. Концентрација и да си попазив во играта и со одговарајќи супарник со него да парираш. Во шахово играње, во шах е основно се знае интелигенција. Средношколците од кумановските гимназии Гоце Делчев и Сами Фрашери и волонтерите од Црвен крст се надеж дека сепак традицијата за играње шах нема да згасне. Немладите учесници изјавија дека рекреативно понекогаш играат шах, но во домашни услови не практикувале, како што велат, поради обврските со училиштето. Се надеваат дека од надпреварот ќе си заминат со дипломи. Има и појаки доста ветерани, АРМ, СВР доста су појаки од нас. Па барем четврто или пето место да освоиме, доста ке. Учество зедоа и од мотоклубот Мечки. Учесниците ќе бидат поканети на свечената прослава за денот на полицијата на 7 мај, кој ќе се одржи во просториите на СВР. По откривањето на обидот за шверц на 15 кг марихуана преку граничниот премин Табановце во март годинава, германските царински инспектори извршиле претрес во домот на осомничениот ФВ, каде била пронедена и заплената поголема количина марихуана и амфетамини, оружје како и одредена количина пари. По откривањето на обидот за шверц на 15 кг марихуана преку граничниот премин Табановце од страна на царинските инспектори од Оделението за оперативни работи при контрола на германски автомобил управуван од германски државјанин во март годинава, Оделението за истраги презеде на тамошни мерки и активности за откривање други инволвирани лица во кривично-правниот настан. Оделението за истраги соопшти денеска Царинската управа ја продолжи истрагата во координација со Бирото за царински истраги во Германија. Од спроведената истрага на случајот стои во соопштението, кога во повеќе фабрички делови во германско возило управувано од германскиот државјанин ФВ беа пронајдени 15 пакувања марихуана со вкупна тежина од околу 15,5 кг, беше утврдено дека осомничениот ја набавил марихуаната во Западна Македонија и имал намера да ја пренесе во западноевропските земји. Германските царински инспектори извршиле претрес во домот на осомничениот ФВ, каде била пронајдена и заплената поголема количина марихуана и амфетамини, оружје, пиштоли и пушка и одредена количина пари. Успешното откривање и спречување на нелегалната трговија со наркотични дроги е резултат на постојаната меѓународна соработка и размена на информации помеѓу царинските институции на двете земји, стои во соопштението од Царинската управа. Учениците од завршните години во гимназиското образование во текот на денешниот ден до училиштата требаше да достават нова пријава за полагањето државна матура. Државниот испитен центар информираше дека полагањето на тестовите за државната матура, која во учебната 2014-2015 година ќе се имплементира согласно досегашната концепција за државна матура и завршен испит, ќе се врши единствено во писмена форма и предметот математика ќе биде изборен за сите ученици. Учениците од завршените години во гимназиското образование во текот на денешниот ден до училиштата треба да достават нова пријава за полагање државна матура, објавена на интернет станицата matura.gov.mk. Со оглед дека денеска е краен рок за поднесување пријави, за оние кандидати кои нема тоа да го сторат во овој рок, ќе важи последната доставена пријава до училиштето. Екстерните испити од државната матура по мајчин јазик и литература ќе се спроведат на 11 јуни, по странски јазик на 15, математика на 17 и хемија, физика, биологија, историја, бизнис, филозофија и естетика на 19 јуни. Сите испити, како што соопшти Државниот испитен центар, почнуваат во 10 часот. Прелиминарните резултати од екстерните испити на кандидатите ќе им бидат достапни најдоцна 30 дена од спроведување на последниот екстерен испит. Државниот испитен центар информира дека полагањето на тестовите, државната матура која во учебната 2014-2015 ќе се имплементира согласно досегашната концепција за државна матура и завршен испит, ќе се врши единствено во писмена форма и предметот математика ќе биде изборен за сите ученици.
Со чартер лет од Амстердам денеска на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле пристигнаа првите 180 туристи од земјите на Бенелукс, кои во Охрид и Струга ќе летуваат преку аранжманите на туроператорот Корендон заедно со локалниот партнер, агенцијата Fibula Travel. Со пристигнувањето на првата група туристи од Холандија, кои што организирано ќе престојуваат во Македонија, практично започна летната сезона на Охридската ривиера. Веќе вообичаена практика стана за првата група туристи кои организирано доаѓаат да летуваат на Охридската ривиера да биде организиран свечен дочек со лепче и погача. Гостите кои ја отворија годинашната летна туристичка сезона уште пред да допатуваат во Охрид запознаени со македонската туристичка понуда. Некои прв пат доаѓаат тука, но повеќето од нив се веќе редовни гости во Македонија, кои биле тука и претходните години. Според нивните изјави, особено се задоволни од добрата храна, убавото време, но и гостопримливоста на домакините, така што многумина веќе имаат пријатели во Охрид и Струга. Инаку податоците на туроператорите за летувањето во сезоната 2015 укажуваат на зголемување на интересот за летување во Македонија, со зголемена продажба на аранжманите за Охрид за некаде од 20%, споредено со истиот период минатата година. Последните туристи во земјите на Бенелукс ќе заминат од Македонија некаде кон средината на октомври. Проценките се дека во текот на летната сезона 2015 на Охридската ривиера и во Македонија ќе летуваат некаде околу 25.000 туристи од Холандија, Белгија и Луксембург. Основачот и почесен председател на француската крајнодесничарска партија Национален фронт Жан-Мари Ле Пен беше исклучен од партијата. Чешкиот председател Милош Земан вели дека на рускиот председател Владимир Путин може да биде клучен сојузник во борбата против исламските екстремисти. Министрите за финансии од 5 земји од Централна и Источна Европа побара од Европската унија дополнителни овластувања во борбата против измамите со наплата за данокот на дорадена вредност, вести од светот. Основачот и почесен председател на француската крајнодесничарска партија Национален фронт Жан-Мари Ле Пен беше исклучен од партијата, пренесоа француските медиуми, цитирајќи ја Марин Ле Пен, неговата ќерка и актуелен партиски лидер. Ова отстранување на основачот на Национален фронт беше одлучено на седницата на извршното биро на движењето за да го казни заради неговите нови полемички изјави за емиграцијата и Холокаустот, од кои Марин Ле Пен се огради. Рускиот председател Владимир Путин може да биде клучен сојузник во борбата против исламистските екстремисти. Исламската држава е поголема закана од Русија, изјави чешкиот председател Милош Земан во интервју за Wall Street Journal. Според Земан, Русија може да стане стратешки партнер во борбата против меѓународниот тероризам, пренесе дописникот на МИ од Прага. Во американскиот весник се додава дека председателот на Чешка се спротивставува на санкциите кои заради украинската криза против Русија го воведе Западот. За него тие се контрапродуктивни, бидејќи тие само ја зајакнаа популарноста на Путин во руското општество. Нам ни треба Русија како партнер, а не како непријател, рече Земан, додавајќи дека доколку ситуацијата во источниот дел на Украина се смирува, би било разумно санкциите против Русија барем да се ублажат. Министрите за финансии од 5 земји од Централна и Источна Европа побара од Европската унија дополнителни овластувања во борбата против измамите со наплатата за данокот на додадена вредност кои државите ги чинат повеќе милијарди евра. На заедничката пресконференција во Виена, министрите за финансии на Австрија, Чешка, Словачка, Унгарија и Бугарија порачаа дека ќе побараат од Европската комисија да го промени системот на данокот на додадена вредност, имајќи предвид дека актуелниот систем според зборовите на австрискиот министер Ханс Јерк Шелинг е неефикасен и мора да биде изменет. Шелинг наведе дека околу 10 држави ќе се приклучат кон нова иницијатива која пред половина година ја покренаа властите на Чешка и Австрија. Дали кошаркарите на Куманово по подолго време ќе забележат победа на гостински терен, која многу ќе значи во конечниот редослед на суперлигашката табела. Тренерот на Кумановци Тодоровиќ смета дека е дојдено време за остварување на гостинска победа, но за тоа ќе биде потребна одлична игра во Гевгелија. Кошаркарската Суперлига продолжува да се игра во забрзано темпо, а кошаркарите на Куманово во таквиот ритм ќе треба да докажат дали се подготвени за успешни резултати. Последните мечеви на домашен терен потврдија дека кумановци тешко губат, но затоа на гостувањата немаат добар ефект. За таа цел, стручниот штаб прави големи напори за психолошка подготовка на екипата за подобри игри на гостувањата. По овој забрзан распоред игравме на пети, во петок на ден на празникот на трудот. Во недела конечно
сме во подобар однос со екипата на Карпош Соколи. Редно е екипата на КК Куманово да забележи една победа на страна и со тоа го осигуруваме сигурното место во плейофот. Првиот направи овдека, мислам, неодамна во Куманово се види дека Кожув не е непобедлив состав и веруваме дека може да изненадите во Гегеле. Првиот надпревар имаше многу превирања околу почетокот на сезонава и тие со 8 странци не се слаба екипа, имаат пред недавно сменат тренер, така со добар приступ на надпреварот и мислам дека се казнети играат без своја публика, кој е мач со две острици, така да ќе пробаме да ги изненадиме и реков со тоа обезбедуваме сигурен пласман во плейофот. Средбата во Гевгелија помеѓу Кожув и Куманово е закажена за утре со почеток во 19 часот. Женската ракометна репрезентација на Македонија ќе се надпреварува во Б групата на престојното Европско првенство што ќе се игра во Шпанија. Противници на Македонија се селекциите на Русија, Германија и Литванија. Европското првенство за ракометарки до 19 години ќе се игра во периодот од 23 јули до 2 август. Нашата младинска селекција по одличниот настав во квалификациите и трите победи го завери своето место на Еврособирот кој ќе се одигра од 23 јули до 2 август на Пиринеите. Според досегашните резултати и игри, кои што ги прикажаа нашите противници во квалификациите, Русија и Германија се фаворити за првото место во групата на Македонија. Избраничките на селекторот Симе Сивевски ќе имаат тешка задача, но не и невозможна, затоа што на турнирот во Скопје Македонија покажа дека има квалитет, а тоа може да се докаже уште еднаш во Шпанија. Доколку Македонија ја помине групата, понатаму ќе вкрстува со ривалите од група А. Недобрите две репрезентации од секоја група ќе продолжат во главната фаза, а останатите ќе разигруваат за пласман од 9-то до 16-то место. Женскиот ракометен клуб Вардар в сабота игра против Будуќност во полуфиналето од завршниот турнир во Лигата на шампионите во Будимпешта. ЕХФ во пресрет на турнирот ги промовира 4 учесници, меѓу кои е нашиот ракометен првак. Италијанскиот првак Јувентус вечерва е домаќин на европскиот првак Реал Мадрид во првиот дел од полуфиналето во фудбалската лига на шампиони. За старата дама ова е прво полуфинале по пауза од 12 години, додека Реал ќе се обиде да биде првата екипа која го одбранила трофејот во елитното надпреварување. Креаторот на играта на Јувентус, Андреа Пирло, верува дека шансите за финале се еднакви и дека вкупниот победник ќе биде одлучен на реваншот во Мадрид. За противник го имаме еден од најсилните светски клубови. И покрај тоа, уверен сум дека имаме квалитет рамноправно да се бориме за место во финалето. Очекувам неизвестни надпревари, а победникот од овој двомеч да не се знае се до крајот на реваншот во Шпанија, изјави Пирло и додаде дека посакува делот од својата богата кариера во Јувентус да го заврши со наслов од Лигата на шампионите. Од 2003 година па наваму, овие две екипи одиграле 8 официјални надпревари, а традицијата е на страната на Јувентус кој има 4 победи наспроти 3 порази, а еден надпревар завршил без победник. Нивниот последен дуел се одигра во Торино на 5 ноември 2013 година и заврши 2-2. Почетокот на надпреварот во Торино е во 20 часот и 45 минути. Во второто полуфинале утре ќе играат Барселона и Бајерн Мюнхен. Меѓународен спорт, во НБА лигата продолжуваат плейоф мечевите на кои вчера триумф остварија екипите на Чикаго Булс и Лос Анџелес Клиперс. Во НБА лигата ноќеска се одиграат два надпревари во кои гостите остварија победи. Блескава игра прикажа Дерек Роуз, кој беше творец на победата на Чикаго над Кливленд од 99-92. Одличниот бек на Чикаго во кариерата имаше многу пехови поради повредите, а вчера потсети на најдобрите денови. На мечот против Кливленд реализираше 25 поени, 5 скокови и 5 асистенции. Во победата со учинокот му помагаше и Пол Гасол со 21 поен. На Кливленд не помогна ниту одличната игра на Кајрин Ивринг кој оствари 30 поени, а Леброн Джеймс истекна со 19 кошеви и 15 скокови.
Клиперси во победата над Хјустон ги предводеше Блейк Грифин со фантастичен трипл-дабл, 26 поени, 14 скокови и 13 асистенции, а расположен беше и Крофорд со 21 кош. Успехот на Клиперси добива уште повеќе на тежина, бидејќи настапи без повредениот Крис Пол. Во поразениот тим на Хјустон оскокнува Хауард со 22 и Харден со 20 поени. Екипата на Волсбург сериозно размислува за засилување на играчкиот кадар за следната сезона за настапите во Лигата на шампиони. Според германските медиуми, првото засилување ќе биде фудбалерот на Борусија Менхенгладбах Макс Крузе, за кого Волсбург ќе плати 12 милиони евра. За 27 годишниот фудбалер интерес покажале и некои други екипи, но Волсбург беше најбрз со својата понуда. Германскиот бундеслигаш, за кого стои силен спонзор Мерцедес, нема да жали пари да направи добра екипа за следната сезона. Менаџерот на Челси Жозе Мориньо веќе размислува за засилување на играчкиот кадар за наредната сезона. На мета на португалецот е искусниот фудбалер на Ливерпул Рики Ламберт, пренесуваат англиските медиуми. 33 годишниот Ламберт треба да биде заменен за Дрогба, кој на крајот на сезоната заминува од Челси. За ангажирањето на овој фудбалер, Челси е подготвен на Ливерпул да му плати 8 милиони евра. Инаку екс-фудбалерот на Саутемптон оваа сезона речиси воопшто не добиваше шанса во Ливерпул, па поради тие причини си заминува од клубот. Денеска вистински летни температури, времето беше сончево и топло со мала до умерена облачност, дуваше слаб ветер од променлив правец. Јутре времето ќе се задржи претежно сончево и уште потопло. Метео. Ви благодарам на вниманието. Тоа беа содржините од третиот дневник на К3. Имајте пријатна вечер.